Земјоделците се вратија на нивите. Се подготвуваат за уште една сезона на надеж и неизвестност. Најголем број на земјоделци денес имаше на полињата во атарот на Чешиново Облешево, каде пред наводнителната сезона површината мора да се обработи, а времето во моментов го дозволува тоа. Почнавме пред кратко време, времето дозволи, полека, ораме, спремаме. Се надеваме дека ќе биде подобро. Оваа година беше многу лошо. Ори заджавени го земаа по 35. Белорис? Бел. Токму поради ова голем број земјоделци најавија дека од производство на ориз ќе се откажат, но дали на зборот и останаа? Па има доста, дават ги само да се работат или за минимална сума некоја да не стоат. А има што се откажат. Тие што немат собствена механизација не си исплаќа да ги сеат. Во меѓувреме на нивите се вратија и земјоделците од Штипско и Карбинско, каде најголем дел се произведуваат житни и градинарски култури. Пролетнината се сега спрема, значи за пченка, за ориз, се бостани, кои што сака, детелини садат овај период се. Па најбитно треба да се работи површината, да се изгоре убаво, да се после изтренира се, да се спрема. Но секоја нова сезона значи и нови трошоци за земјоделците. Има, значи сега зависи, значи некаде на декар може да испадне 500-600 денара, сигурно има трошок нафта. Значи после со орањето, значи да се спремаш натаму семе плюс да купиш, има си повеќе трошко. Од друга страна, над глава на земјоделците им виси уште една неизвестност. Во моментов сите брани во државата се полни околу 60%, а нови дождови во април не се очекуваат. Ова може да биде причина за промена на првичниот план за наводнување, зашто веројатно е дека водата годинава може да биде проблем.